Нови кадровски промени на почетокот на оваа година се направени во раководството на водостопанската подружница Брегалница во Кочани. На местото на досегашниот вршител на должноста на директорската позиција е назначен Дени Митров, за што веќе е подпишано и решението од Централата на водостопанство во Скопје. Митров има високошколско образование и самиот вели дека поседува доволно познавање за состојбите со земјоделството во регионот, поради што и го прифатил предизвикот да ја раководи водостопанската подружница. Официјално од вчера јас ја презедов функцијата со примопредавање од ВД директорот Добри Нисев. Така да мислам дека иако сме во ран дел од сезоната, од денес веднаш се зафативме со активности за чистење на одводните канали и каналите за наводнување. Сакам да го искористиме убавото време пред се максимално, така што со наши две машини, од кои едната денес ја пуштаме во функција, другата ќе стартуваме во најбрзо можен период, така да сакам да ги завршиме активностите, ќе ги тераме во целост. Наскоро во водостопанската подружница Брегалница ќе започне подготовката на деталниот план за наводнување, при што предвид ќе бидат земени барањата на земјоделците, но и расположивите количини вода во хидросистемот. Состојбата во браната Калиманци е на солидно ниво, оценува Митров, иако во изминатите месеци немаше големи врнежи од дожд и снег. Во моментот состојбата е задоволителна, имаме околу 47 милиони кубни метри вода, така да се надевам дека временските услови ќе бидат на наша страна и на страна на земјоделците и дека условите ќе бидат подобрени, односно планот за наводнување, кој се уште не е детален, се уште е рано за изготвување на детален план, во подоснежните активности ќе изготвиме детален план и мислам дека ќе ги прошириме површините за оваа сезона за наводнување на површините со орис. Освен во Кочанскиот регион, Митров најави дека ќе се работи и на одржување и чистење на каналската мрежа за водокорисниците во другите подсистеми. Денови ќе се одржи и работен состанок во Централата на водостопанство во Скопје, при што ќе бидат истакнати потребните техничко-материјални услови за да се реализира новиот план за наводнување.